Овој со другиот хадис од што го пренесвит, значи имам ибн Абдул Хади рахимахуллаху таала во својата книга Ал-Мухаррар од Мухаммед ибн Сирин عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم. رواه ابن خزيمة في صحيحه، والدارقطني رحمه الله تعالى صحح حديث أنس هذا غير واحد من الحفاظ منهم البيهقي والذهبي وابن الملقن وابن حجر رحمه الله تعالى. حديثot se prenesvit od Imam Ibn Abdul Hadi od Muhammed ibn Sirin, еден од табиините, од страна на асхабот на пратеникот салаллаху алейхи ве селем, Анас ибн Малик радијаллаху таала анху. Прво, како што е методата, кој е Анас ибн Малик радијаллаху таала анху? Анас ибн Малик, тој е Абу Хамзата Ал-Ансари Ал-Хазраджи. Името му е Анас, синот на Малик рахимахуллаху таала, куњето му е Абу Хамза Ал-Ансари Ал-Хазраджи. Овој беше слугата на пратеникот салаллаху алейхи ва селем. Како се направи слуга на пратеникот салаллаху алейхи ва селем? Кога дојде пратеникот салаллаху алейхи ва селем Медина, сите нешто му поклонеа на пратеникот салаллаху алейхи ва селем, му даваа хедија. Мајката на Анас ибн Малик радијаллаху таала анха немаше што да му дај на пратеникот салаллаху алейхи ва селем. И кога дојде пратеникот салаллаху алейхи ва селем Медина, отиде таја со Анас ибн Малик, тој имаше колку години? 10 години. Имаше 10 години. Замисли, кога умре пратеникот салаллаху алейхи ва селем, тој имаше колку? 20 години. Затоа што тој вели му служев на пратеникот салаллаху алейхи ва селем 10 години и никогаш не ми рече за нешто што требаше да го правам, зашто не го направи, или пак за нешто друго што не требаше да го правам, зашто го правеше. Значи 10 години му служеше на пратеникот салаллаху алейхи ва селем. Кога дојде мајка му Медина, дојде пратеникот салаллаху алейхи ва селем Медина и мајка му отиде кај пратеникот салаллаху алейхи ва селем и му рече: ја Расулаллах, сите ти дадоа нешто поклон, ја немам нешто друго да ти дам. Јас ќе ти го дам мојот син за да ти биде тебе слуга. И пратеникот салаллаху алейхи ва селем го прифати, го зеде Анас ибн Малик радијаллаху таала анху со него, и тогаш пратеникот салаллаху алейхи ва селем во тоа време се моли за кого? За кого зборуваме? За Анас ибн Малик радијаллаху таала. Што рече пратеникот салаллаху алейхи ва селем? Аллахумма акthir малаху ва валадаху ва атил хајатаху ва гфир лаху. Пратеникот салаллаху алейхи ва селем се моли и рече: о Аллах, зголеми му го богатството и дај му што повеќе, значи наследство, да имат следбеници, синови. И пратеникот салаллаху алейхи ва селем велит: и издолжи му го животот и опрости му него. Велит Анас ибн Малик радијаллаху таала, затоа што тој му се даде долг живот. Му се даде долг живот. Значи се вели дека тој умрел, тој му се здолжи животот до 103 години. До 103 години, значи живел долго. Зато вели Анас ибн Малик радијаллаху таала, денеска богатството ми е многу. Вели: деца имам многу, што е бројот нивен стигна повеќе од 120. Значи не само синови, него и внуци. Стигна времето повеќе од 120. После велит Анас ибн Малик радијаллаху таала анху, велит: ахбаратни ибнати Умейна аннаху дуфина мин сулби ила јауми миқдам хаджаџ ал-Басра 120. Велит Анас ибн Малик: ми кажано мојата черка Умейна дека се имаат закопано, значи внуци и синови мои од мене, додека дојде Хаджаџ во Басра, во првите дена што дојде Хаджаџ во Басра, знаете колку? 120 следбеници негови синови. 120. И Анас ибн Малик радијаллаху таала анху беше еден од
од оние што најповеќе пренесу хадиси од пратеникот салаллаху алейхи ве селем. Колку хадиси пренесу? Кој знае? Пренесе пратеникот салаллаху алейхи ве селем 2286 хадиси. 2286 хадиси на пратеникот салаллаху алейхи ве селем. Умре Енес ибн Малик радијаллаху таала анху, се вели дека во 91 по хиџретска година или пак 92 или пак 93. Значи имаат учењаците различни мислења во ова. Сега ќе ви кажам кои се 7 пренесувачи на исламот. Значи асхабите што пренеселе повеќе хадиси на пратеникот салаллаху алейхи ве селем. Прв е Абу Хурайра, Абдурахман ибн Сахар ад-Дауси радијаллаху таала анху. Овој пренесел од пратеникот салаллаху алейхи ве селем 5374 хадиси. Бухари и Муслим се сложвет, значи пренесвет исти хадиси од исти асхаби, значи се сложвет овие хадиси. Колку се бројат што се сложвет Бухарија и Муслим да пренесуваат од Абу Хурайра со истиот збор од истиот асхаб, значи 326 хадиси. И Бухарија и Муслим го пренесвет со ист сенет. Бухарија пренесвет некои хадиси што не ги имаат пренесено има Муслим рахимахуллаху таала од Абу Хурайра. Ги пренесвет само Бухари. Имаат Муслим хадиси што ги пренесвет само Муслим, Бухарија не ги пренесвет. Овие што ги пренесвет Бухарија, колку е бројот? 93. Што не ги пренесвет има Муслим. Значи 93 хадиси пренесвет Бухарија, што не ги пренесвет има Муслим. А Муслим пренесвет 98 хадиси што не ги пренесвет имам Бухарија рахимахуллаху таала. Е сега вториот кој е што пренесвет повеќе хадиси? Абдуллах ибн Омар радијаллаху таала анху. Овој пренесил од пратеникот салаллаху алейхи ве селем 2630 хадиси. Бухарија и Муслим се сложвет за 2630 хадиси. 374. 74. Бухарија и Муслим се сложвет за 170 хадиси. Бухарија и Муслим се сложвет за 170 хадиси. Исти ги пренесвет од истиот асхаб. Бухари пренесвет 81 хадиси што не ги пренесвет има Муслим од Ибн Омар. А Муслим колку пренесвет? 31 хадис. 31 хадис што не ги пренесвет имам Бухарија од Абдуллах ибн Омар. Е сега третиот поред е Енес ибн Малик. За овој што зборувавме сега. Енес ибн Малик радијаллаху таала анху пренесвет или пренесвет од пратеникот салаллаху алейхи ве селем 2286 хадиси. Бухарија и Муслим се сложвет за 168 хадиси. Бухарија пренесвет 83 хадиси што не ги пренесвет имам Муслим од Абдуллах ибн Омар, а Муслим 71 хадиси што не ги пренесвет имам Бухарија. 168. Е сега, четвртиот поред кој е? Жена е. Аиша радијаллаху таала анха. Една жена е меѓу овие 7 што пренесет повеќе хадиси. Аиша радијаллаху таала анха колку пренесвет од пратеникот салаллаху алейхи ве селем 2210 хадиси. 2210 хадиси. Бухарија и Муслим се сложвет за 174 хадиси. Бухари пренесвет од Аиша радијаллаху таала анха 54 хадиси што не ги пренесвет има Муслим. А Муслим пренесвет 68 хадиси што не ги пренесвет имам Бухарија од Аиша радијаллаху таала анха. Значи овие хадиси сите се сахи. Ама имаат причини некои зашто Бухарија не ги пренесвет овие хадиси, или пак има Муслим не ги пренесвет тие хадиси, имаат причини зашто не ги исполнет условите нивни за пренесување на овие
хадиси во нивните книги. После петтиот поред е кој? Абдуллах ибн Аббас радијаллаху таала анху. Овој пренесвит од пратеникот салаллаху алейхи ве селем 1696 хадиси. 1696 хадиси. Така реков? 1696 хадиси. Бухарија и Муслим се сложват за 75 хадиси. Бухарија пренесвит од Ибн Аббас, што не ги пренесвит има Муслим 28 хадиси. А Муслим пренесвит 49 хадиси. Сега шестиот поред е кој? Ибн Месуд, не од големите пренесувачи на хадис. Џабир ибн Абдилlah радијаллаху таала анху. Пренесвит од пратеникот салаллаху алейхи ве селем 1540 хадиси. 1540 хадиси. Бухарија и Муслим се сложват за 58 хадиси. 1540 хадиси. Бухарија и Муслим се сложват за 58 хадиси. Бухари пренесвит од Џабир 26 хадиси, што не ги пренесвит имам Муслим. А Муслим пренесвит 126 хадиси, што не ги пренесвит имам Бухарија. И седмиот е кој? Не ви е дву. Кој е седмиот? Абдуллах ибн Месуд не е. Абдуллах ибн Месуд не е. Од 7. Ебу Саид ал-Худри радијаллаху таала анху. Ебу Саид Уаймир ал-Аџлани. Ебу Саид ал-Худри радијаллаху таала анху. Овој пренесвит 1170 хадиси. 1170 хадиси. Хадиси, да. Бухарија и Муслим се сложи за 43. Бухари пренеси 26, што не ги пренеси Муслим, а Муслим 52 хадиси, што не ги пренеси имам Бухарија. Овие се 7 ал-мукфирина мин ар-риваја. Значи 7 асхаби што пренесват најповеќе пренесуваат хадиси од страна на пратеникот салаллаху алейхи ва селем. Сега ојме со хадисот. Хадисот велит од суннетот е, велит пратеникот, велит Енес радијаллаху таала анху, велит од суннетот е кога муезинот во езанот за сабах велит хајја алел фалах, после тоа да велит ас-салату хајрун минен наум. Намазот е подобро од што? Од спиење. Овој хадис е пренесен Ибн Хузейма во својот сахих и Дарақутни. И хадисот е сахих. Сахих велит дека е имам Бейхақи, Захаби, Ибн Мулакин и Ибн Хаџар рахимахуллаху таала. Сега меселе овде. И со ова завршиме со ова меселе денеска за езанот. Во кои намази се велит ас-салату хајрун минен наум? Дали е само за сабав или има пак и за другите намази е дозволено да се велит? Прво што треба да знаете дека учењаците си се сложват дека е суннет да се велит ас-салату хајрун минен наум. Намазот е подобро од спиење кога? За саба намаз. Овде сите се сложват. Сега за другите намази некои од ханефиите и шафиите дека велит дека треба да се велит ова и во јација. Треба да се велит ова и во јација. Доказот нивен што е? Тие велит дека јација е време на немарност. Луѓите се во немарни се. Затоа што е време за спиење, како што е време за саба, за спиење. Во нивно време, зашто ние се будиме за јација. Нивно време тие спие после јација. Пред јација некогаш се деси, зашто работе многу. А сега ние се будиме. За нас треба сега да се вели кога? Во пладне треба да се вели за нас, зашто ние тогаш станеме или пак за икиндија некој. Значи, некој од ханефиите вели дека ова треба да се велити за јација. Другите
Шафиите дозволија да се вели ова кога? За сите намази, после сите, значи да се велат кога учиш езан за сите намази. За полден, за икиндија, за сите намази. Кој е овда? Затоа што велит сега немарноста кај луѓето е претерано, многу. Сега, кој е најточното мислење? Најточното мислење е дека во овие намази не треба да се велит. Освен за саба намаз, затоа што доказот, како што слушнавме пратеникот салаллаху алейхи ве селем, што вели денес радијаллаху таала анху, вели дека пратеникот ме научил дека ако ќе велите хајя алел фалах, после да се велит ас-салату хајрун минен наум. Добро, другото меселе е сега. Кога треба да се вели тоа салату хајрун минен наум? Знаете, вие за саба има два езани. По суннетот на пратеникот салаллаху алейхи ве селем. Сега гај не се учи само еден, ама порано во времето на пратеникот салаллаху алейхи ве селем се учеше два езани, како што уште денеска се учи во Мека, во Медина. Сега, салату хајрун минен наум, кога треба да се учи? Во првиот езан или пак во вториот езан? Има два мислења на учењаците. Оние што некој вели дека во првиот езан. И ова е мислење на се пренесето од ханбелиите, но мислење, и ова е одобрено мислење кај имам Санани рахимахуллаху таала и имам Албани рахимахуллаху таала. И тие велат дека да велиш салату хајрун минен наум во вториот езан е бидат. Овие учењаци велат дека да се вели салату хајрун минен наум. Значи за езанот што ни кажу дека сега веќе времето на намазот е влезено, тие велат не треба да се вели во тој езан, него во првиот езан треба да се вели ас-салату хајрун минен наум. Сега, за доказите не влегнеме, зашто ако влегнеме кај доказите, парче се преме. Зато ова е првото мислење. Второто мислење, што велит? Овие велит дека треба да се вели ас-салату хајрун минен наум во вториот езан, не во првиот езан. Сега, кој е мислењето на маликиите ова? Маликиите, едно мислење кај шафиите, и ова е мезхебот кај ханбелиите. Значи мислење на мезхебот кај ханбелиите, и ова имат одбрано ова мислење Ибн Усаймин рахимахуллаху таала, и ова е што даваат фетва комисијата за фетви во Саудиска Арабија, дека треба да се велит во кога? Во вториот езан ас-салату хајрун минен наум. И овде шејхот што имате објасната ова книга вели дека ова е најточното мислење. Аллах најубо знај. Ално да му се смилуваат на сите учењаци што ни ги имаат донесено ова знаење и овие мислења за ние да го зголемиме нашето знаење. Значи учиме за езанот, уште учиме за езанот и уште имат за езанот да се учит